семинари и конференции, објавување на огласи има поголем износ. Тие се. Тоа кога се мисли репрезентација, на што се мисли? Дали конкретно ви интересира репрезентација колку има? Да. Одно. Во програмата Значи тоа се однесува од 1 јануари до 39. До 39. Репрезентација има од кои, значи тука спаѓа и второт, кој што се организира од страна на општината за празникот Бајрам. Добро, колку? Износот точно не го знам. Значи, ако сакате, ќе ви одговорам на писмено за наредна седница, мислам ќе добиете. Сега износот точно не го знам. Потоа, меѓутоа е поголем износот сите тие работи. Тука во расходи за репрезентација спаѓа организација на празникот 12 јули. Исто така поголем износ. А додека сите други помали износи се за лица кои што доаѓаат за одредени проекти. Мислам, проект дојде, седе, јава кај со градоначалник или со лице од администрацијата и мислам у тие некој кој што е дојдел за проекти, мислам дека е достојно домакинска да го пречекаш и да му дадеш на ручек. Кога се зборува репрезентација. Како мислите што доаѓаат за проекти? Па, доаѓаат за проект, за одреден проект. Значи, он ти доаѓа донаторот и вика и ти правиш договор или се прави работен состанок. Дали според вас не е достојно да го пречекаш човек, луѓето како што треба и да ги однесеш на наручек? Немам зошто ми поставувате такво прашање. Ама не, и тоа спаѓа во репрезентација. Само ве прашувам, и тоа за спаѓа што во се работи. репрезентација. Ништо во репрезентација не спаѓа, нити градоначалникот, нити дел од администрација, нити претходниот совет. Морам да напоменам и советот да го напоменам. И претходниот совет има поедено и седнато во кафана да седе и на сметка на општината да јади да пие. Така ли е? Еве имаме член од претходниот. Исто така овде спаѓа, да, Арно ме спомна со претходниот леди. Исто така овде спаѓа и новогодишната прослава во репрезентација. Да бидеме најасно, значи не е репрезентација. Не, стварно, значи на мене не ми е јасно, пошто баш ако опфаќа, значи тие ги таа опфаќа, репрезентација голем дел репрезентација. сегли, нешта. Советник, сите активности, дело, мислим дека потруди се Ленчето ставник од финансии да ви значи сите активности, учувајќи, сега ви кажам, бавење 21 декември, ден на азбуката, така ли? На наставата на турски. На наставата на турски. Гостите, значи ние имаме гости што доаѓаат од Турција, значи ки има прослава преска детска ден. Значи тие гости ќе бидат однесени на Да, на таа ставка ќе биде ставени, така? Сите, не само тие. Учително, мислам дека не беше добра во образложението. Не, само сакав да ми образложи. Јас немам некоја... Сите дневни активности во рокот на 360 дена. Прослави, настани, организации, ден на турска настава, ден на, значи, кој да е прослава, значи, разбирам се, влеват во оваа ставка. Да. Ако конкретно, прецизно нешто ме интересира, значи може да ми се достави лично известување, тоа и мислам дека... Благодарам. Во ред, благодарам. Дали имате други прашања? Доколку нема, го ставам на гласање квартален извештај за извршување на буџетот на општина Конче за извештајниот период за квартал од 1.1.2025 година до 30.9.2025 година. Кој е за? Пет за. Против? Против 1. Воздржани? 3. Продолжуваме со точка 15, предлог буџет на општина Конче за 2026 година. Давам збор на општински администратор. Ръководителки, мислам дека на оваа точка треба амандмано. Да. Дали вие ќе го прочитате како амандман или? Да. Го имате? Да.
Може да кажете за амандманот. Почитувани колеги, почитуван градоначалник, ние како група на советници, кога добивме предлог буџетот како материјал и имаме иницијатива и поднесовме амандман на предлог буџетот на општина Конче за 2026. Би сакал тоа да ви образложам. Значи амандманот гласи: предмет амандман на предлог буџет на општина Конче за 2026 година. Предлагач група членови на Советот на општина Конче. Врз основа на член 169 и член 170 од Деловникот за работа на Советот на општина Конче го поднесуваме следниот амандман. Во предлог буџетот на општина Конче за 2026 во билансот на расходи се вршаат следните измени. Прва точка: намалување на средства, програма. Тука имаме една печатна грешка, што наместо АО треба да биде ДО, општинска администрација, градоначалник. Категорија 42, стоки и услуги. Ставка 420, патни и дневни расходи, намалување за 80.000 денари. Ставка 426, други тековни расходи, намалување за 200.000 денари. Категорија 46, субвенции и трансфери. Ставка 464, разни трансфери, намалување за 200.000 денари. И тука вкупно намалување имаме околу 480.000 денари. И втора точка: зголемување на средства, програма В1 детска заштита, подпрограма В10 јавна установа детска градинка. Категорија 46, субвенции и трансфери. Ставка 464, трансфери до јавни установи. Се зголемува износот за 480.000 денари. Образложение. Во предложениот амандман не се нарушуваат буџетската рамнотежа, бидејќи се врши пренамена на средства во износ. Средствата обезбедени со намалување на расходите за стоки, услуги и субвенции и трансфери во програмата на градоначалникот се пренаменуваат во буџетот на јавната установа детска градинка со цел обезбедување бесплатна градинка за децата во општина Конче. Предлагач група членови на Советот на општина Конче: Серхан Нанушев, Ристо Томов, Ивана Ристова. Толку со таа би сакал, значи, да барам и поддршка од сите колеги. Тоа мислам дека нели за секоја домаќинство и семејство што поседува градинка, нивното дете е околу 1500 денари месечно, но би било еден добро би било да се тие средства од предвидениот буџет за градоначалникот да бидат пренаменени за таа работа. И барам поддршка од сите вас. Благодарам за вашето образложение. Давам збор на општински администратор во однос на амандманот на предлог. Во однос на амандманот на предлог буџетот на општина Конче за 2026 година и вчера на Комисијата за финансирање и буџет на локален економски развој го кажав истото, кои што беа присутни, веќе ќе се повторуваме, меѓутоа има советници кои што не беа присутни. Значи не е заборавено и тоа дека децата кои што посетуваат градинка треба да имат ослободување родителите, меѓутоа со разговор заеднички со градоначалникот и администрацијата, значи утврдивме дека треба да направиме анализа како да направиме и да ги привлечеме децата од другите населени места да посетуваат градинка. Сега во моментот посетуваат градинка децата од Конче и Лубница, значи тие не се ограничени, пошто градинката се наоѓа во Конче. Меѓутоа децата од другите населени места, да, има и деца кои што посетуваат од други населени места, меѓутоа родителите по сопствена волја си ги донесуваат со сопствен превоз да децата да посетуваат градинка.
Значи, прво, според нашите мислења, прво треба да изанализираме како би било подобро да го зголемиме капацитетот на деца во градинката. Значи, нашата градинка е со капацитет од 40 до 50 деца, а моментално посетуваат некаде од 18 до 20, ако не се лажам, може да се и повеќе. Не е проблем тоа, меѓутоа да најдеме начин за и децата од другите населени места да посетуваат градинка. Јас овде повеќе би го насочила да направиме состанок со родителите кои што имаат од други населени од другите населени места кои што имаат мали деца и имаат волја и желба да посетуваат и нивните деца градинка, да најдеме начин како би ги донеселе ние тие деца во нашата градинка. Значи, и тие деца имаат право да се социализираат, и тие деца имаат право да се дружат. Значи, вака, да, амандманот е во ред, не можам да кажам дека не е во ред, дека е нешто неостварливо, дека е нешто неприфатливо, меѓутоа поприфатливо би било да бидат опфатени сите населени места со тоа што ќе бидат задоволени граѓаните на територијата на цела општина, а нема да бидат само на Конче и населените места Конче и Лубница и некои 2-3 5 деца од населените места, од останатите населени места. Вака јас мислам дека правиме некоја дискриминација, дека ги само децата од Конче посетуваат градинки и само на нив и плаќаме градинки. Дури тука би било, постои можност да размислуваме и како би било да ги ослободиме од градинка, од плаќање на градинка, него оние деца, оние семејства кои што се социјално загрозени, оние кои што немаат услови да посетуваат нивните деца за градинка. 1500 денари за мене не е многу, за вас не е многу. Вие сте вработени. Меѓутоа за некои 1500 денари се многу. Да бидеме најасно. И така да, според мене, јас мислам оти треба тоа да го размислуваме. Со цело моје излагање, доколку има градоначалникот нешто да дополни, ако сум испуштила, мислам дека бев јасна. Мислам оти треба да направиме анализа, подетална анализа, а не 2 листа хартија да напишеме кратеме од таму. Значи, нема да кратеме од никаде, а ќе бидат задоволни граѓаните на територија на целата општина. Вака сега, вие што кажавте, значи тоа се работи веќе вториот чекор, значи да се носат деца од другите населени места. Значи, ние, додека не обезбедуваме бесплатна градинка, секако нема да има заинтересираност за таа градинка. Значи, дајте сега да го направиме првиот чекор, па после, може и другата седмица или било кога, да мислиме како треба да бидат носени со каков превоз, значи, тие деца до таа градинка. Тоа е едно нешто. Друго нешто, тука градоначалнико, дали би можел он да се функционира и неговата канцеларија без тие средства, мислам, сепак ќе бидат пренаменени тие средства од буџетот што е предвидено за него. И тука мислам дека пред да се предвиде со буџет за такво нешто, многу е тешко и неостварливо тој вториот чекор или третиот, како што вие кажавте, за загрозени семејства или за носење на деца од другите населени места. Благодарам. Благодарам на предлогот. Морам да кажам дека навистина идејата ви е добра или копирана од програмата моја за 26-та за социјална политика. Јас стварно ќе ви честитам. Меѓутоа, како што образложи и вработената Ленче Крстева, значи, најпрви, да, јас целосно давам подршка на грижата за сите граѓани. Мислам дека, да не се цитираме или да не се повторуваме, ние имаме 7 населени места. Моментално, згрижување вршиме или интереси има само Конче и Лубница. Сето тоа е во ред. Тука нема ништо спорно, ние имаме вработени, коригираме Ленче, ако мислам дека 9 или 10 со раководител, а имаме 18 деца, последните мои информации, значи малце е не во ред. Добро е што имаме градинката, меѓутоа мора да се модернизираме и да правиме идни чекори кои ќе предонесат да бидат
на исто рамниште или да бидат рамноправни сите граѓани. Значи, еве, јас кажувам тука јавно, ќе извршиме детална анализа, како и на кој начин, значи, ме радува тоа што вие како иницијатива, односно произлегува иницијативата од вас, значи, ќе имаме и вашата подршка. Ова, кога ќе ја направиме анализата, значи, ќе помине едногласно со сите вас 9 советници. И е добро, значи, да дефинирам. Направиме анализа, вклучително, значи, можност да имат и останалите родители од останалите населени места надвор од Конча и Лубница. Значи, ќе имате мојата подршка, а сега оставам, значи, да се произнесете сите вие дали го прифаките или не го прифаките. Благодарам. Не е точно дека ако перено од програмата, од вашата програма за социјална заштита или детска заштита, туку значи да имаше такво нешто на таа програма, значи ќе беше одделени средства во самиот буџет за таа намена. Така да ние не сум приметил јас во таа програма да има такво нешто. Јас сакам да ви прашам. Значи, доколку ако колегите дават подршка, дали е прифатливо за вас од тие средства, тие средства да бидат минусирани од вашиот буџет како градоначалник? Советник, значи, ние можеме да правиме во годината неизмерен број на ова ребаланс на буџет. Така да, мислам дека имате познавање од финанси. Не е спорното да дополнуваме или да одзимаме одредени средства. Конкретно на прашањето не е спорно ако ние можеме тие средства да ги префрлиме во таа ставка и да функционира од мене, нема да има никакви проблеми. Вие не треба да сте узаблуда дека тие некои средства се трошат недомакински, значи тие средства да се предвидени во таа рамка се наменети со некоја цел. Така да нема проблеми од моја страна, кажав ви. Ние можеме да правиме 10 пати во годината ребаланс, само треба да условите да бидат исполнети и да бидат, пак кажувам, сите задоволни. Да не бидеме сега, ова не сакам да биде сватено грешка, јас не сум против семејствата кои што носат ги децата само од Конча и од Лубница. Вие треба да знаете, ние имаме лица кои нас кажаја и Ленчето дека самоиницијативно си ги носат. Тие се на еден начин дискриминирани во оваа ситуација. Ние како совет и како општина и јас како началник мораме да овозможиме подеднакво заеднички, мислам, исти услови за сите граѓани. Тоа ми е целта, значи, пак кажувам и ме радува што ја имаме вашата подршка и ќе го реализираме. Значи, дали тој ќе биде во наредниот месец, вториот, третиот месец, значи ќе го реализираме сега. Ама пак викам обработено од таква позиција да бидат сите задоволени. Благодарам градоначалник и општински администратор. Благодарам колеги за вашето образложение и предлога амандман. Извини, не сум ве видела. Значи на таа тема ние разговараваме и предходниот мандат, може градоначалник да се сеќава или не се сеќава. Убаво што Серхан понудил и амандман. Меѓутоа, ако веќе во програмата бил, требало барем некои почетни активности градоначалник ова да не се доведе во ситуација да се преместува средства од тебе, од мене или било дека, барем да земете у некој дел од буџетот да ги испланирате тие средства да почнат почетните активности. Ние разговараваме на таа тема кога беше дојдел од градинката представник, како би можело да ги зголемиме капацитетот на градинката да пристојуват повеќе деца. Темата беше иста на некој начин. Мислам оти никаде не трагнаваме, не почнаваме нешто да работиме у делу на да и прифаќаме и другите деца од другите населени места. Предлогот на Серхане, ако веќе предвидеме некои средства некаде во некој дел во буџетот, ќе почне некоја активност. И сега етапите после како ќе оде работата, така ќе се решават втор чекор, трет чекор, било како. Идејата супер за бесплатно да биде за сите, мислам оти носење на деца или било како треба това добро да се осмисле. Маленките деца никој нема да ги пушти да идеш со комби ти да ги земеш и да ги донесеш. Одговорни работи са тие. Иначе добро да влезе во буџетот, баре во буџетот, у некоја ставка ленчето да виде, може да се предложат и други пари, не мора да бидат од вашиот буџет. Битно да влезат у дело за да речеме да се реши тај проблем. Не мора да се чепка у вашата ставка, има пари некаде у некоја друго место да скратиме. У моментот што е поентата? Поентата да
да се испланират одредени средства, не мора да бидат 100% тие средства да ги задоволят сите потреби. Едноставно да има подсетник у буџетот што треба да почнеме да работиме за да зголемиме работата на градинката и да ги мотивираме сите да ги носат. Таа единствен чекор е, да речеме, ако е бесплатно, мислам, доволна мотивација таа. Доволна мотивација и за се надоврзвам на Серхан на предлог од причини што и ние такво нешто разговараеме у претходниот мандат и застаја работата, застана таму. За да не застане, дај да видиме ленчето да разгледа у кој дел може да се некои средства предвидат, не мора да се чепка у вашиот такво. Рамката не е мала на буџетот, може да скратиме од некој дел за децата, ако треба ќе скратиме и од градба некаде, кога се работи за нашите деца. Ако треба и од градба ќе скратиме, ленчето нека изоцене од кој дел може да се одредени средства земат и така да почне од некаде да тргнеме. За проектите да почнат да тргнуваат од некаде. Вака само мабет правиме и останува там дека што ќе кажеме. Мислам оти финансовата може да најде средства одредена сума у буџетот. Ако сте завршили, значи ќе ми дозволите. Јас пак потенцирам. Идејата е за поздравување. Идејата, и јас сигурно знаете, значи, у кампањата го кажах дека ние како општина Конче нареден чекор ќе треба да направиме за детска заштита и за моделот на социјалата, изгрижувањето на малите, значи да ги олеснеме условите на родителите и на нашите граѓани. Сега, ако мој предлог е, јас сум за, викам, ама не можеме да направиме адхок одредено решение. Подобро, ако сакате, мој предлог е ќе одложиме точката за наредната седница. Да го... Може ли јас да кажам? Само да кажам, Ленче, ако сакаш. Да појаснам. Мислам оти, ние, значи сега правиме буџет. Што е поентата на Серхан? Поентата на Серхан е, значи, одредени средства да се испланират за децата да виде финансовата од која ставка може да се скрате и ние не мора да предвидиме ако кошта, да речеме, ето ќе го предвидиме само бесплатното у моментот што се тие. Нареден чекор, у ребаланс кога ќе правиме, ќе предвидиме за дополнителни деца. За да не правиме многу чепкање у буџетот, мислам полесно ќе и на неа, и на финансовата, да не правиме чепкање многу голема цифра на пари, помала цифра пари, ленчето да испланира од кој дел може да се скрате, да не чепка, оти буџетот сега ќе донесеме ние. А без да испланираме одредени средства, почетните активности се само на маса. Така беше и претходниот пат, за да не бидат на маса, да им доверба ние од работата ќе тргне од некаде, мислам оти ќе најде ленчето одредена цифра, 18 деца по 1000 денара, 20.000 пари. Не се работи за некоја кој знае колкава цифра пари. За да може да тргнеме од некаде. А од твој буџет нема потреба да чепкаме. Да чепкаме од други места. Вака. Значи, која е поентата? Поентата наша е тоа што се почетните активности кои што се планира да се направат, нема потреба од финансиски средства. Поентата наша е да почнат, кога ќе ги ние наведеме и другите родители од другите населени места, да ги донесува собствени деца, у разговор со нив. Значи, тогаш ќе бидат сите на исто рамниште. Ние сега треба да направиме една анализа, да накажам од сите населени места имаме. Секој нека си разговара со собственото населено место, со родители кои што имаат деца. Дајте, дали сте за да ги носите децата на градинка, меѓутоа ќе испланираме средства градинката да биде бесплатна, а додека превозот ќе биде собствен. Или било како. Како што каже и советникот, да, тоа е ранлива категорија. Не можеш дете од 2 години да го пушташ да патува со комбе само без родител. Апсолутно се согласува. Меѓутоа, почетокот на целата работа е нема потреба од финансиски средства. Почетокот, анализата, нема потреба. Ако ќе имаме ние анализата на хартија, како амандманот што го имаме на хартија, тогаш ќе имаме кај сме, што сме, ќе знаеме. Тогаш ќе го знаеме точно. И како што кажа советникот, значи апсолутно не е проблем да ги пренаменеме одредени средства. Ќе најдеме начин. Нема да кратеме од одредени ставки кои што мислам јас. Јас сум финансиски работник 20 години. 20 години правам буџет. Значи, апсолутно знам точно од кај да земам, кај да ставам. Кои средства ќе ми требат у првиот квартал, кои нема да ми требат. Значи, апсолутно тоа го знам. Веќе искуството го имам. Меѓутоа, иницијативата е да направиме анализа за да ги опфатиме сите населени места. Кога ние ќе направиме кампања заедно со вас, мора да бидете и вие со нас, па дури и вие мора да бидете први како советници.
Кога ќе го имаме сето тоа, тогаш ние ќе излеземе со бел образ и ќе кажеме да, ние ги опфатиме сите населени места, им дадовме можност, меѓутоа одреден родител не сакаше да го носи детето. Благодарам. Може ли, пошто колешката мене ме спомна, вака. Ние да ги обезбедиме тие средства од буџетот на градоначалникот. После и да се направи ребаланс на буџет. Дали имаме можност да се дополни тие средства пак во буџетот на градоначалникот? Само мислам одговорите со да или не. Ребаланс на буџетот ќе имаме во јуни месец. Добро, до јуни месец нема ли да стигне тие средства? Ќе стигнат. Значи, дајте сега, како што каже колегата, значи, претходните 4 години се е било разговарано, се е било испланирано, а ништо не е било реализирано. Дајте сега еднаш барем, значи да имаме реализација и еден чекор напред. И после за понатаму да мислиме што треба да се направи. Благодарам. И чекаме од колегите поддршка за овој амандман. 500 или може да најде бюджет. Не забравяйте, дај да тргнемо. Дај 500 или најде. Чекам ваша поддршка, колеги, за бесплатна градинка. Го ставам амандман на предлог буџет на општина Конче за 2026 година на гласање. Кој е за? За 4, против, воздржани 5. Продолжуваме. Значи мислам дека нема потреба за дискусија, ќе молам да стоиме до 8 сати. Да се држиме до дневниот ред. Продолжуваме со за буџетот. Предлог буџет на општина Конче. Значи, продолжуваме со точка 15. Предлог буџет на општина Конче 2026 година. Давам збор на општински администратор. Благодарам, председателке. Значи, предлог буџетот на општина Конче врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа, Службен вестник на Република Македонија 5/2002 и Службен вестник на Република Северна Македонија број 202/24 и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единици на локална самоуправа, Советот на општина Конче на третата седница одржана на 16 декември 2025 година го донесе следниот предлог буџет на општина Конче за 2026 година. Буџетот на општина Конче представува една рамка на која што се само планирани средства, а доколку реализацијата на средствата ќе биде со донесени одлуки од страна на Советот, спроведени постапки за јавни набавки од страна на Комисијата за јавни набавки и фактури кои што се за тековно оперативни трошоци на општина Конче за да може да функционира. Во овие фактури ги ставам фактурите за електрична енергија, фактурите за телефон, фактурите за водовод и така натаму. Значи, буџетот на општина Конче за 2026 година изнесува 190.962.469 денари. Рамката на буџетот на општина Конче е следнава. Имаме максимален износ кој што е добиен од страна на Министерството за финансии и се зема како просек на средствата од последните 3 години, кои што во ова година спагаат годините 21, 22, 23 и 24. 25 година ќе влезе во буџетот за 2027 година. Како максимален износ имаме 57.586.845. Тоа е бројка која што добиваме од Министерството за финансии. Како ДДВ износ кој што треба да го добиеме во 2026 година имаме 17.674.432 денари. Или вкупно максимален износ плюс ДДВ имаме 75.261.277 денари. На овие средства ги додаваме средствата кои што ги имаме добиено со вториот повик на унгарскиот кредит, односно имаме реализација на 3 проекта. Двата проекта, едниот е комплетно завршен,
вториот проект за изградба на каналот во Дедино е при крај на завршување и останува уште третиот проект за изградба на речното корито во населено место Ракитец. Значи по овој основ со постигнати цени по јавна набавка и склучени договори со одредени добавувачи, имаме постигнато цена во износ од 18.790.650. Овие проекти, сите три се планирани на различни програми и на различни програми, односно за секој проект има посебна програма. На ова би го доделе и вишокот на средства кои што го имаме од 2025 и ќе биде принесен во 2026 година. Тоа е вишок на средства кои што планираме да бидат пренесени, со оглед на тоа што мислам дека ќе бидат и повеќе, меѓутоа се планирани во буџетот 40 милиона и 73 денари. Или вкупно, основниот буџет на општина Конче би изнесува 134 милиона 52.000 денара. Во буџетот на дотации имаме од страна на надлежните министерства, како што се Министерството за образование и Министерството за социјална политика. Од Министерството за образование во делот на основно образование имаме планирано средства, односно доставено од Министерството за финанси 50 милиона 838.000 за образование, а за детска заштита имаме доставено 5 милиона 76.000 денари 469. Овие средства со писмо им се доделени на буџетските корисници. Во нашава ситуација се Основното училиште Гоце Делчев и детската градинка 12 јули во Конче. Тие имаат доставено финансиски планови и финансиските планови се вкалкулирани во буџетот на општина Конче. Исто така, како рамка во буџетот на општина Конче, ние и самофинансирачката сметка. Во делот на самофинансирачката сметка имаме самофинансирачки сметки во основното образование и во детската градинка. Во основното образование буџетот е 100.000, а додека во детската градинка е 896.000. Тоа се, значи, која е рамката на буџетот на општина Конче. За фискалната табела или првата страна од буџетот имаме вкупно приходи 150 милиона 962.396. Овие средства се соберани даночни приходи, неданочните приходи, капитални приходи, приходи од дотации, трансфери и приходи од донации, кои што немаме донација во моментот. На овие 150 милиона, кога ќе ги додадеме тие 40 милиона како вишокот на средства кои што ги имаме доле, прикажани како прилив и депозит, го добиваме износот од 190 милиона 962.469. И сите тие се распределени по намени и ставки и подставки во буџетот на општина Конче. Буџетот на расходи изнесува 190 милиона 202.469, од кои овде влегуваат утврдени намени и резервите, а додека 760.000 за кредитот кој што го плаќаме за лед светилките кои што ги имаме реализирано во 2019 година, го имаме добиено кредитот. Имаше грейс период, истиот ќе го исплаќаме до првиот квартал во 2029 година. Значи имаме 760. Кредитот се плаќа два пати во годината, на 10 март и на 10 септември во тековна година, и затоа за 2026 година имаме испланирано 760.000 денари. Приходниот дел ни е планиран на следниот начин. Даночни приходи имаме планирано 3 милиона 961.845 денари. Неданочни приходи имаме планирано 165.000 денари. Капитални приходи имаме планирано 51 милион 260.000, како и трансфери и донации имаме 78 милиона 665.155. Во оваа ставка трансфери и донации или група 74 спаѓа и вишок и пренесениот вишок од 40 милиона 73 денари. Во делот на самофинансирачката сметка, како што кажав, приходи имаме за градинката 896.000, а за образованието 100.000 или вкупно 996.000. И истото е и за блок дотациите, колку што имаме добиено од страна на министерствата, толку имаме и планирано во буџетот на општина Конче. Вториот дел е биланс на расходи на буџетот на општина Конче. Меѓутоа, во биланс на расходи кумулативно се собираат, на пример, ставката 401 се собираат секаде кај што има во секоја програма 401. Значи 401 има во програмата
А0, во програмата Е0, во програмата Д0. Секаде кај што има 401 се собираат кумулативно. Затоа, јас повеќе не би се задржала овде, би предложила да ги разгледаме по програми и подпрограми, каде што е малку подетално раздробено. Следниот преглед е биланс на капитални расходи. Во билансот на капитални расходи се прикажани капиталните расходи, односно проектите кои што се планираат да се изградат во 2026 година. Пак ќе кажам, ова е само план и ова е само рамка. Секоја рамка и секој план можеме да го менуваме кога и да посакаме. Може да ни се јави потреба од одреден проект кој што треба да биде реализиран, тука сме сите заеднички да го реализираме проектот и да направиме пренамена, па дури и ребаланс на буџетот на општина Конча. Биланс на тековно оперативни расходи, овде спаѓаат тековно оперативните расходи за функционирањето на општината. Овде спаѓаат платите на советот, платите на администрацијата, платите на градоначалникот. Овде спаѓаат сите потребни материјали кои што се потребни за да функционира општината, како што е електрична енергија, дрва, водовод, телефон. И овде спаѓаат и субвенциите кои што ги имаме планирано, како и трансферите до невладините организации, разни трансфери по кои што спаѓаат самиот турнир кој што го реализираме секоја година, Велофестот кој што стана доста атрактивен во нашата општина и сите други програми кои што се за социјална заштита и програмата за јавни дејности. Следно е буџетски расходи по функции на ЕЛАС. Значи, буџетските расходи по функции, сите расходи се поделени по функции. Кои расходи спаѓаат во општи јавни службени, во одбрана, јавен ред и мир, економски работи, заштита на животна средина, живеалишта и развојна заедница и образование. Значи, вкупниот буџет е поделен по расходи, буџетски расходи по функции на ЕЛАС. Следно е функционалните расходи. Сите расходи во буџетот на општина Конче имаат функционални кодови. Тие кодови ни се дадени од страна на Министерството за финансии и ги имаме внесено во апликацијата за подготовка на буџетот на општина Конче. Следно е член 3. Приходите на буџетот во износ од 190.962.469 денари се искажани по основни намени во билансот на приходите и расходите и буџетот на општина Конче и се распределени по поблиски намени во последниот дел на буџетот на општина Конче. Сега ќе го разгледаме последниот дел на буџетот на општина Конче. Последниот дел на буџетот на општина Конче се состои од програми и подпрограми. Прва програма е програмата А0 Совет на општина Конче или подпрограма А0 Совет на општина Конче. Во програмата Совет на општина Конче имаме планирано 19.412.355. Што е планирано тука? Тука е планирано плати на доместocи на Советот на општина Конче, значи паушалот кој го добивате секој месец. Имаме планирано тековни резерви, некој минимален износ имаме планирано за стоки и услуги, во кои што влегуваат патни дневни расходи, комунални услуги, грејење и комуникација и други тековни расходи. Каматните плаќања за камата на кредитот кој што го имаме добиено. Значи имаме и каматни плаќања од 200.000. Субвенции и трансфери. Субвенции и трансфери се некој поголем износ. Меѓутоа, овде спаѓаат субвенциите до јавни претпријатија, трансферите до невладините организации. Тоа се невладините организации кои што имаме донесено програмата за јавни дејности. По програмата за јавни дејности имаме планирано, значи да се реализира турнирот во мал фудбал. Имаме планирано да се реализира Велофестот. Потоа имаме овде влегуваат матуранти, полуматуранти, правачиња, спортисти, сите средства кои што се донесени од страна со одлука од страна на Советот на општина Конче влегуваат овде. Социјални бенефиции, имаме програма за социјална заштита. Таа ставка е од 2.400.000. Овде спаѓаат сите социјални случаи, како овде спаѓаат и новороденчињата. Овде и новороденчињата и оние кои што се за лекување во Македонија и за лекување во странство. И последна ставка е отплата на главница од 760.000 денари. Може? Нема проблем. Ще ве прекинам, ама да не продолжиме, пошто ќе се... за каматни плаќања 200.000 денари, што кажавте, зашо се работи тоа? Каматни плаќања 200.000 денари се поврзани со кредитот за децветилките, значи секој кредит мора да се плаќа и камата. Имаме 376.000 некаде рата и имаме околу
Мислам дека до сега е 150.000 исплатено за камата во овој период. Можеме точно да видам, пошто го има тоа кварталниот извештај. Значи да појаснам само, ако може малце. Не, јас ќе појаснам. Може, ама не е Да, проблем. само за секунда. Значи се однесува за кредитна линија која што е реализирана 2020, така? Да. Значи не овај мандат што беше 21-24. Знаат они. Би требало да знаат, ако не сте знаеле да ви кажам. Значи станува збор за улично осветлување. Да. Подигнат кредит со грејс период од 2 години неисплаќање, така ли е 3. И сега ние го плаќаме, меѓутоа прифатени се тие услови кои што се прифатени, треба да платиме апсолутно камата на тие средства. Да. Значи, ние на годишно ниво имаме исплата за кредитот во двата ануитета, значи двата периода кои што не се заплаќани, во износ од 749.636, 760 планирано во буџетот, а камата имаме исплатено 115.347. Кварталниот, значи тоа е исплатено на 10 септември последното, што значи нема да има измени тука во последниот квартал. Тоа се однесува за кредитот кој што го имаме земено за инсталација на лед светилките во општина Конча. Колку светилки беа тие вкупно? Е тоа. Треба да видиме во проектот, ама мислам дека 300 повеќе од 340. 300. Добро. Фала. Тоа беше? Да. Следна програма е програмата А1. Избор на активности и референдуми. Тука немаме планирано средства, пошто до 2026 година нема да имаме избори. Потоа е програмата Д0. Градоначалник. Значи, во оваа програма имаме планирано 3.737.000 денари, кои ще се распределени за плати и надоместоци, стоки и услуги, субвенции и трансфери и социјални бенефиции. Следна програма е програмата Е0 Општинска администрација. Во општинска администрација имаме планирано 23.615.000 денари. Овде се планирани исто така плати на доместоци, стоки и услуги за тековно оперативни трошоци и субвенции и трансфери. Следна програма е програма ТА, имаме 500.000 планирано. Тука се купување на опрема и машини и купување на мебел. Следна е програмата за урбанистичко планирање. Имаме планирано 2 милиона денари во буџетот на општина Конча за 2026 година. И сега програмата за урбанизам колку беше вкупно? Донесете сега. Добро, не. Не. Значи, не, окей. Програмата за урбанистичко планирање може да е и поголема програма која што имате донесено претходно, меѓутоа е испланирано 2 милиона за тоа што за да се почне да се спроведува постапка за јавна набавка, бидејќи урбанистичкото планирање на сложена процедура која за да се донесе еден урбанистички план. Значи е испланирано помалку средства за да може да се почне постапката за јавна набавка. А може не 980, повеќе. Да, милиони 500.000. Заедно со тие. Да. И 980 кои ќе се береш двете. Добро, ќе видам, значи тука има испланирано 2 милиона денара, за да се отпочне постапката за урбанистичко планирање на сложена постапка што би траела повеќе години. Во програмата Г1 поддршка на локалниот развој имаме планирано 3.850.000, од кои 2.250.000 се за договорни услуги. Договорни услуги, кога кажеме, тоа се договорни услуги за лицата кои што посетуваат стари изнемоштени лица, пошто луѓето кај нас се веќе навикнати да ги посетуваат старите, значи старите луѓе си ги бараат лицата кои што ги посетуваат, и ќе мораме ние сами да го финансираме проектот доколку не продолжи со одреден донатор. И 1.600.000 има, тоа би било за кофинансирање на одредени проекти. Меѓутоа, пак ќе кажам, ова е само рамка на буџетот која што е менлива. И план. Следна програма е програмата ГДА. Тоа е фотонапонска централа на кровот на општинската зграда. Ова е проектот кој што го имаме добиено со вториот повик на унгарскиот кредит, односно ова е третиот проект,
и имаме одобрено од страна на Министерството за транспорт 620.005 денари, а додека останатото е сопствено финансирање. Во постапката за јавна набавка има постигнато цена од 1.298.000 и толку е планирано во буџетот на општина Конча. А при добивањето на овие проекти од страна на Министерството за финансии добивме насоки, значи тие средства да бидат планирани само во една програма. Во оваа програма не може да планираме ништо друго. И затоа програмата се вика така и како што се вика и самиот проект. Во програмата J3, јавно осветлување или подпрограма J3.0, имаме планирано 3.250.000, тоа е по програмата која што имате донесена на претходната седница на Советот на општина Конче, од кои 2.200.000 се за електрична енергија на улично осветлување и за поправки и тековно одржување се 1.050.000 денари. Следна програма е програмата J4 јавна чистота. Исто јавна чистота, тоа е програмата која што имате донесено на претходната седница на Советот на општина Конче и е планирано 1 милион денари. Во програмата J6 одржување и заштита на локални патишта, тука спаѓаат и полските патишта, зимското одржување, значи одржување на сите локални патишта и е донесена програмата на 4.500.000 и толку е планирано во буџетот на општина Конче. Следна е програмата одржување на користење на паркови зеленило, односно програмата за одржување на јавно зеленило и имате планирано 1 милион денари и толку е планирано. Следна програма е програмата J2, изградба и реконструкција на локални патишта и улици. Овде имаме подпрограма J0 и J2A. J0 е изградба и реконструкција на локални патишта и улици, а J2A е реконструкција на улица 2 во село Дедино, општина Конча. Тоа е проект кој што беше со првиот повик од унгарскиот кредит, кој што е веќе завршен, исплатен и е проектот затворен. Меѓутоа програмата ја има затоа што има претходен буџет. А во додека во програмата J0 изградба и реконструкција на локални патишта и улици имаме планирано 23 милиона. Тие 23 милиона се врз основа на програмата за уредување на градежно земјиште, кое што имате добиено. Тука има за улици, за изградба на други објекти и надзор и капитални вложувања во нефинансиски средства, тоа е експроприација на недвижен имот. Следна програма е програмата J.G. Изградба на системи за водоснабдување. Во изградба на системи за водоснабдување од програмата за уредување на градежно земјиште кој што имавте денес на седница, значи се планирани 23.800.000, каде што влегуваат изградба на водовод во Липовик, во Лубница, во Конче, реконструкција на водовод и поставување на фотоволтаици на водовод Дедино. Ја имате програмата. Тоа е. Следната програма е J.I. или изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води. Ова програма има 3 подпрограми, тоа се J.I.0, J.I.A и J.I.B. J.I.0 е основната, односно изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води, тоа е канализација, а додека другите се J.I.A. Изградба на речно корито на канал 1 во населено место Рекитец и регулација на природен водотек, отворен канал во село Дедино. Тие се двата проекта кои што се во тек на реализација од Министерството за животна средина. Значи за изградба на системи за одведување на прочистување на отпадни води или канализации, во програмата имаме планирано 2 милиона и во буџетот имаме 2 милиона, а во програмите J.I.A и J.I.B тоа се за проектите со унгарскиот кредит или 15.821.569 се за населено место Рекитец речно корито, а регулација на природен водотек во село Дедино 2.348.076. Тоа се цени кои што се постигнати на јавната набавка. Следна програма е J.K.0. Ова е програма која што беше вметната за набавка на возилото камион Кипер, 8.150.000 во 2026 година немаме. Следна програма е J.N. Капитални расходи за урбана опрема. Тука имаме планирано на 1 милион денари. И следна програма е програмата за N1 основно образование. Во N1 имаме 100.000 за самофинансирачката сметка, кои што се распределени на ставки и подставки кои што планираат да ги трошат.
во програмата во дотации има планирано 50.838.000, онолку колку што имаме добиено писмено од страна на Министерство за финансии. И значи тука тие се распределени 38.850.000 за плати и надоместоци, во кои што спаѓаат основни плати, придонеси за социјално осигурување и надоместоци. Следно е за стоки и услуги, односно за самото функционирање на основното училиште, 8.198.000 денари. Потоа имаме, овде спаѓаат патни и дневни, комунални услуги, материјали и ситен инвентар, поправки, тековно одржување, договорни услуги и други тековни расходи. Субвенции и трансфери имаат планирано 300.000 и капитални расходи имаат планирано 3.490.000. Овде има планирано и 200.000 во буџет. Значи, во ланската година, јас вчера и на комисијата кажав, значи лани имавме еден проект, имаше проект основното училиште за реализација на одредени активности. Од страна на Советот беше донесена одлука на 146.500 беше тука некаде, да им префрлиме ние пари. Меѓутоа, ние како буџетски корисници едни на други не можеме така, мораме да ги имаме планирано во буџет, па и да им дадеме план на 603 и они да ги користат средствата. Средствата се уште не се искористени, мислам, не беа искористени по последното мое видување, и ќе видиме по завршна сметка колку имат искористено од тие средства основното образование. Следна програма е програмата У0 или заштита и спасување. Тоа е програма која што е континуирана, планираме секоја година по 100.000 денари. Се мисли на заштита и спасување ако има елементарна непогода од поголем размер, тука веќе мора да имаме и пренамена, меѓутоа да не разговараме за тоа, не дај Боже да имаме. И следна програма е програмата за В1 детски градинки. Значи нивниот буџет во расходи од дотации изнесува 5.076.469 денари, кои сите се планирани во плати и надоместоци, од кои основни плати се 3.657.469 и 1.419.000 се за надоместоци, односно за придонеси и социјално осигурување, се извинувам. И исто така они имаат 896.000 планирано во самофинансирачка сметка. Тие се планирани средства во стоки и услуги 896.000 и се распределени на патни дневни расходи, комунални услуги, грејење, комуникација, материјали, ситен инвентар, поправки, тековно одржување, договорни услуги и други тековни расходи. И следна програма е програмата за противпожарна заштита. Во истата програма имаме планирано 1.620.000 денари. А додака во програмата за капитални расходи за противпожарна заштита, кој што лани имавме планирано купување на возила од 1 милион, година го немаме планирано. Тоа е образложението на буџетот на општина Конча. Благодарам многу. Дали имате прашање? Прво се јави колегата Серхан, повели. Благодарам, ръководителке. Сега да прашам, значи, дали мислите вие и градоначалнико со тие средства, значи уназад, веќе неколку години се обезбедува из буџет, значи, за детската градинка. Со оглед на тоа, на некој начин, финансиската состојба, поскапувањето на некои нешта, покачување на минималната плата, значи, дали вие мислите дека можат нормално да се функционират без да се соочат никакви проблеми? Во случај, ако мислите дека не може да се функционират, па дали тоа, мислам, не е проблем за вас? И сакам вие, ръководителке, и исто така и градоначалника да ме одговори. Може ли јас прво? Може. Значи, моје гледиште од 5 милиона 76.469 за градинката, кој што го имаме добиено како блок дотација од Министерството за социјална политика, е малку. Сега вака, гледам дека они ги имат сите пари ставено на плати. Значи, тоа што од тие 5 милиона ги имат ставено сите плати, јас чисто од последната плата која што имам, во ноември месец имам направено на мала калкулација, нели? Како податок е земана последната плата која што имаат добиено. Мислам, која што имам пуштено јас во Министерството за труд и социјална политика. Значи,
Во 401, 130 или основни плати како што е, или ајде ќе одеме на 401 само. 401 они имаат планирано 3.657.469. Ако земеме 401 да ги гледаме за 12 месеци, значи за 12 месеци 401 ставката, или ајде пак ќе почнеме јас и по подставка, пошто така ги имам пресметано. 401 130, значи за месец ноември плата у градинката има 263.940. 401 310 персонален данок спаѓа тука, значи има 20.196. 263.940 како што се основните плати, значи бруто платите се тие, по 12 месеца кога ги помножиме добиваме 3.167.280. 20.196 персонален данок кога ги го помножиме по 12 месеци имаме 242.352. Вкупно овие кога ги собереме даваат 3.409.632. Тука има разлика од 200.000. Дали се согласуваме? Малтене 250.000. Значи повеќе од 200.000. Сега одеме на следната ставка, 402 шо е? На Совеца. Значи, следната ставка е 402, имат 1.412 планирано. Јас од последната плата, која што имам за месец ноември, 402.110 пензиско, придоноси за пензиско осигурување, имат 74.193. Помножено по 12, 890.316. 402.210 има 29.598, помножено со 12 има 355.176. 402.220 има 1974 по 12 е 23.688.000. И 402.310 за Агенција за вработување 4734 по 12 56.808. Значи сите се множени по 12, пошто 12 месеца земат плата. Или вкупно 1.325.988. Тука имат они планирано 1.419.000. Нешто помалку од 100.000 разлика. Ако ги земеме 200.000 разлика во претходната ставка 401 и 100.000 разлика во ставката 402, 300.000. Дали се согласуваме? Сега јас немаме представник, не знам, известен е, како е известен, не знам, не сум јас за известување, немаме представник. Сега јас прашањето би ми било, зашто тие 300.000 или да го планират малтене точно како што е, пошто во текот на годината ќе имаме ребаланс. Зашто тие 300.000 не ги распределиле по одредени ставки за тековно оперативни трошоци? Јас би го поставила како раководител на одделение за финансиски прашања на општина Конче и би го поставила тоа прашање до раководното лице на градинката. Значи, кај мене буџетот е направен баш како они што го имат доставено. Значи, ништо немам изменето. Сега, кога веќе поттекнувате прашање, јас беше ми и на мене чудно, значи 5.076.000 стварно е, значи, зимат дотација имат само за плата. Јас претпоставувам дека ако има зголемување на платата во градинката, во детската заштита, значи ќе има на глобално ниво, мислам на ниво на Македонија. И претпоставувам дека Министерството за социјална политика ќе ги зголеми блок дотациите. Сега, на вашето прашање, јас имам прашање. Дали е зголемено? Молам? Дали е зголемено се блок дотациите? Блок дотациите од лани до оваа година не се зголемени сега. Значи, колку е бил ланскиот последен изnos, толку и сега. Не се зголеми. Меѓутоа, мене лично планирањето ми е малку. На што? И на плати, значи они не може да ги предвидат тие работи, не? Можат. Можат, значи излагањето беше тоа. 3.409 имат за плати за основни плати на доместници 401, а они имат планирано 3.657. Зашто?
1 милион 325 имат, значи од последната плата. Мене ми се извадени од последната плата, од платата за ноември месец. А они имат планирано 1 милион 419 000. Пак ќе кажам, 300 000 можело да ги планира за тековно оперативно работење на градинката. Да стават нешто за електрична енергија, да стават за набавка на... И регрес го немат планирано, они, тоа се нивно, не навлевам у тоа веќе. Благодарам. Повели колега за вашето прашање. Значи, ако имате вие познавање, вие треба да ми одговорите на прашањето, пошто до вчера бевте и председател на управлението. Ако нешто не е јасно, нека дополни градоначалник, но мислам ти. Да кажам јас нешто тука. Регулител, јас сакам ти кажам оти на мене и преги спомнаха оти, немак доволно време да разгледам многу работи. Така дека што гледам во буџетот како што е направен, мислам оти колеги, ако јас сакам да питам нешто, ако ви јасно да ми објасните негде на некои работи, од јас доволно можех да го разберам и мислам оти треба да ми изготвите на мене граѓански буџет. Да го видам малку повеќе. Оти вие и самата кажавате оти 30 години имате искуство, нели, како финансиски регулител, така 20. За вас това може да биде како ние што викаме оче наш, слободно може да ми кажеш се со бројки, ама тука јас што гледам вие толку цифри и сега што даваш некој образложение, мислам оти треба да ми направиш граѓански буџет, за јас малку подобро да го разгледам тај буџет. Оти јас сум сигурно ти колегите 90% мислам не го знаат и буџетот. Оти доволно е само да ги питам дали знаеме доволно, дали што значи тие Ј7, Ј7, Ј0, ако може да ми објасните или да по стапките што се. И може да продолжиме со буџетот. Ама јас мислам оти 90% него не сме го ни разгледале буџетот. И това не знам како мислам, јас мислам оти не е реално да Значи, да се... секоја програма, кој ќе прочиташ А0, Совет на општина. Да, ама тука... Ја 3 е јавно осветлување, значи... Тука има преку 20 примери. Да, има. Кој е бил способен да го разгледа за вие 5 дена 6, свака му час? Јас не го Благодарам. Два-три збора во врска. Значи, во врска за излагањето на Серхан и на финансовата, мислам, средствата кои се планират за плати, секојаш треба да се остават луфти, дури и ние сигурно во буџетот, вие ги планирате сите средства за плати, оставате луфта. Значи, не можеш да кажеш ти што ќе се случи во теку на годината, за да знаеш да испланираш дали 300 или треба да бидат повеќе или помалку. Што речете, вие точно треба да ги испланира. Не можеш да планираш точно. Утре можеш ќе речеш платата се качува. Не можеш точно да испланираш. Во буџетот немаш пари, додека да сите работи произлезат. Законски додека да произлезат, јас мислам оти мора да имаш луфта на средства. Вие за плати, да речеме, во буџетот, како ги планирате на администрацијата? До денар ли? Значи, заплата во буџетските корисници. У нашата ситуација, основно образование и детска заштита. Секогаш, кој има зголемување на платата, дали на основно образование и на детска заштита, има зголемување на блок дотациите. Јасно ние тоа. Што ми има зголемување на блок дотациите? Никогаш, ама баш никогаш, они нема да се најдат у ситуација да не можат да исплатат плата. Значи, што ми има зголемување на блок дотацијата? Советот на општина Конче има, мислам, не има право, него треба да донесе проширување на буџетот на општина Конче. Проширувањето на буџетот на општина Конче се прави само на сметките за дотација и за кредити и за донации. Значи, ние у секој момент можеме да правиме проширување на буџетот, само на основниот буџет нема проширување. Основниот буџет оде само со пренамена и ребаланс. Значи, до сега искуствено, секогаш која е зголемена платата на работниците во детска заштита или работниците во основно образование, право се зголемуваат и блок дотациите. Значи, това Така да, апсолутно, само сакам да го побијам фактот ваш, дека да, во право се. Што се однесува до нашите плати. Ние не сме зависни од блок дотациите. И кај нас се јавува у платите да имаме зголемување, да имаме намалување на ставките. Се е случувало до сега во идни ребаланси. Значи, платите кај нас сега, у моменту,
како што се биле лани, само има зголемување во Е0, мислам оти за 100.000 така нешто беше. Дали до денар ги планирате вие вашите плати? Точни до денар. Вие може да правите ребаланс, да правите пренамена на средства. Споредба, нешто што е со Не блок правиме споредба, не се дотација и разбираме. нешто што е Не се разбираме. нешто што е со буџет врзано. Значи Или не сакаме да се разбереме, или не се разбираме. Значи, реалната ситуација. Секогаш заплатите треба да има луфта средства, зашто никој не може да ги планира средства од тековната година, как ќе се одвијат. Благодарам на забелишките. Не може, как ќе може? Значи, до денар никаде платите у никој буџет не се планира, дури у Дали фирмите. другите имате прашања? Може ли ръководител да му обясниш неколку околу основното образование за бюджета? Ти гледам тук много големи цифри, нещо тук е изпишено. Конкретно цифра? Мислам общо сакам себе ти. Аз ви кажах, не можем много работа тук да ги разберем и мислам, че трябва да ми направите граѓански бюджет за мене. Да направиме граѓански, не се оградувам на тоа. Ама не знам дали граѓански колку, ама добро. Ај конкретно ставка дали ви интересира? Общо се, от почеток, от основното образование тук. Значи, во основно образование има, значи колку блок дотација има добиено од Министерството за образование, толку има планирано во буџетот. Значи, само да најдем тука. Значи, во основно образование имаме 50.838.000 добиено. Истата постапка е направена и со основното образование им е даден буџетот колку што е одобрен од страна на Министерството за образование и го имаат распределено поставки за работењето на основното училиште за 2026 година. Пак ќе кажем, ова е само план, секогаш планот може да претрпи измена. Значи, од тие имаме 38.850.000 за плати, во кои што за основни плати се 22.340.000. Тука спаѓаат основните плати за вработените, персонален данок и персонален данок на доходот на месеци. Потоа имаме придоноси за социјално осигурување, имаме 10.610.000. Овде спаѓаат основни придоноси за ПИО, придоноси за здравство, за професионално заболување и основни придоноси за агенција за вработување. Имаме надоместоци планирано од 900.000 денари. Надомест за годишен одмор. Потоа имаме планирано патни и дневни расходи, пак ќе кажам, тоа се буџетот како што на градинката е планиран како што е даден, исто така е планиран и на основното училиште Гоце Делчев. Потоа имаме патни и дневни расходи од 60.000 денари, во кои што влегуваат патување во земјата, патни расходи, патување во земјата, сместување. Потоа има комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт планирано од 3.030.000, во кои што влегуваат електрична енергија, водовод и канализација, други комунални услуги, дрва, други материјали за грејење, телефон, пошта, горива и маста, регистрација на моторни возила, нема таму средства, значи имало е лани, сега нема, нула е, и транспорт на луѓе. Транспорт на луѓе е транспортот на наставниците, од Радовиш до Конча. Си имат спроведена постапка за јавна набавка и се исплаќат на постапката за јавна набавка. Потоа имат планирано 420 материјали и сите... Може, слободно. Право ще е. Ако треба пауза, време. Можем да цигара пауза. Ајде, може. Николче, кажи. Пауза, да. Ајде цигара пауза. Продолжи, може. Да цигара пауза. А не ќе продолжим. Нека направи пауза. Не се престануваме, сега ќе идеш на работа. Реши си председател пауза да направи. Текнати е. Нищо. Уговараме. За
Говориме